Денес сме во општина Виница, во рамки на кампањата Твојата идеја за промени. Целта на нашата кампања нели е да може да граѓаните даваат своји идеи и веќе еве втора недела тоа го прават. Не случајно, значи организирана оваа кампања. Граѓаните се локомотивата за развојот на локалната, ајде да кажеме, самоуправа или општината во која што живеат. И од таа причина ние организираме веќе втора недела со физичко присуство давање на идеи, но во исто време со цел да се соберат што е можно повеќе идеи, отворивме интернет страна budget.mk каде што граѓаните можат да ги даваат своите идеи. Морам да кажам дека на моје многу голем разочарување или да кажеме навистина голем жал, имаме ситуација каде што инфлацијата ни е 19,5%, ние како ВМРО ДПМН дававме еден куп предлози како да го надминеме тој проблем и како да не бидеме држава која што има или една од државите која што има највисока инфлација во Европа. За жал сето тоа наидуваше на пречки, нема никаков слух од владата во рамки нели на прифаќање на некои од овие наши предлози. И со оглед на тоа дека тука имаме препреки, ние се фокусираме на она каде што навистина можеме да помогнеме, а тоа е токму граѓаните во рамки нели на општините, каде што имаме наши градоначалници и од таа причина е организирана оваа кампања. Жал ми е што не можеше минатата година да се организира, бидејќи на крајот на годината градоначалниците ги превземаа општините, но затоа ние она што го ветуваме и го исполнуваме, еве граѓаните и тоа може да го видат, го ветивме, годинава го исполнуваме, голем дел од тие идеи ќе се вклучат и во рамки на самите буџети. Морам да споменам дека сега и со градоначалникот на општина Виница поразговаравме околу плановите за 2023 година и она што е сработено во 2022 година и драго ми е што и понатаму во општина Виница приоритет ќе биде реализација на инфраструктурните проекти. Значи тие во овој момент работат на реконструкција, асфалтирање на улици во село Градец, Блатец, има во Виница исто така планирани се инфраструктурни проекти, односно асфалтирање на улици и за следната 2023 година. Имаме исто така планови и на барање исто така и на граѓаните за довршување на дел од водоводна и канализациона мрежа, за најмладите исто така нели игралиште за деца и она што исто така многу ме радува каде што младите не се изоставени во буџетот за 2023 година имаме план, односно градоначалникот веќе предвидува изградба на една отворена теретана која што нели ќе биде за најголема среќа на младиве, но во исто време јас се надевам дека и многу од повозрастните луѓе со цел да имаат подобро здравје ќе ја користат да кажеме таа отворена теретана. Значи целта на нашава кампања е што повеќе идеи, бидејќи сметаме дека никој подобро не може да ги каже идеите и што му треба на одредено населено место од луѓето кои што живеат таму. Имат ли граѓаните многу идеи, проекти кои не се реализирани, а треба да се реализират не само во Виница, туку општо низ државата? Каква е вашата оценка? За жал, поминаа 4 години кога СДСМ беше на власт и вие знаете дека буквално не се реализираше ништо или само остана наветување и никаква реализација. Јас морам да кажам дека сум многу задоволна од нашите градоначалници. Во рамки на буџетите такви какви што ги наследија направија максимум, таму каде што навистина имаше повеќе простор да се реализираа повеќе, таму каде што имаше стари долгови се трудеа прво да ги отплатат старите долгови, има реализација на проекти, но верувам дека веќе 2023 година ќе биде навистина годината во која што нашите градоначалници ќе покажат во сите општини голема реализација на проекти, односно почитување или реализација на тие идеи, а секако предлози идеи има многу, бидејќи ние и во 21 век се уште живееме во, да кажеме, држава во која што имаме кал, немаме канализациона, водоводна мрежа и сето тоа треба навистина што побрзо да се на некој начин гради за да може да го надминеме овој проблем.